Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Баш ми се допаѓа. Баш се изборите на материјалите на станот? Јас сакав да биде така малку поразлично од стандардните, да речем, бои на паркети на вратите. Убаво. Баш ми. Ова е едната соба со прилично голема, мислам, кујна. Станот е 80 на квадрати, има 2 спални соби, бања, еден тоалет и така покомотна дневна соба и голем простор за кујна. Меракли? Меракли за готвење. Добро. Кажи ми какви очекувања имаш од просторот? Сакам бела кујна, кујната да нема дршки, значи да не смета на другиот дел, пошто нели отворен е просторот. Да има еден убав шанк со 2 столчиња, трапезаринска маса и нормално делот за седење. Нешто околу боите загледам дека сакаш светло? Бело, сиво, некоја сиво-плава, да не доминира, али да ја има во просторот. Како акцент само да се Така, и сакам убава расвета. Веќе имаме една столна лампа која што е купена, која што е во таја хобидата која метро, така да сакам да има делот и на трапезаринската маса или другите устари да бидат како таа која. Да се повтори некаде тој. Така. Како сјајна, пошто другото би сакала мат кујна, не впечатливи другите работи. Други посебни потреби нема. Тоа е тоа. Океј. Понатаму? Ова е малецка, но ќе биде не детска, него спална соба наша. Не секој пат клиентите ги избираат помалите соби за своји спални соби, а поголемите да ги оставаат за децата. Мислам дека и двете соби се горе-доле со иста димензија. Единствената разлика е што децата, особено кога се тинејџери или нели малку повозрасни, секако имаат свој свет во кој што живеат и родителите гледаат дека своето време го поминуваат во дневната соба. Така што некако нормално е поголемата соба од спалните да припадне на детето. Таму ќе се собираат, таму ќе се дружат, таму не знам, ќе јадат, ќе свират, ќе прават се што треба да прават. Падна жртвата. Да, жртва падна, затоа што синот е 18 години што ќе живе, така да него ќе му треба другачињата поголемата соба, решивме за нас да биде оваа спална. Добре, најде, ти се престива само спална. Во овој стан ми се допадна многу овие косини што се на таванот, така да ми дава една, не знам, секој пат се пошармантни атмосфера. под кровјата. Значи во спалнава стандардно ќе има еден лежај, накраснички, плакар и може би тука некој фиокар. Добра. Не сакала нешто бело-жолто тука. Така, жолта, баш сонце, све жолта. Да, море и сонце. Тоа е жолтата и таму да нацртаме, но мора, не мора. Ова е собата за синот. Не си ја наместил виш. Да, веќе одбра негова омилена зеленкаста некоја боја. Синот на Лидија веќе има избрано и донесено гарнитура во станот, кој што треба да ја вклопиме сега во новиот амбиент и навистина нема никакви особени барања, значи сака собата да му е многу празна, да има едно многу мало биро за работа, кое што може да биде натркала или не знам, за да може да го шета. Дури не сакаше ни ТВ комода, светло-сиви ѕидови, еден плакар и тоа, да имал кај да спие, кај да легне и да свири гитара. Овде еден голем плакар со огледала. Двете огледала ги сака. Едно мало биро со нели столица и сосема мало масич. Добро, телевизор нешто на ѕидот? Не сака телевизор, не, си свири гитара, сака гитарите да му бидат тука и тоа. Убаво. А нешто опрема плюс има освен гитарите, некој појачало? И појачало, да. Добро. Така да во овој простор си го организирал многу ако е тоа. тоа. Едно столче до бирото и толку. Океј. И ве ѕидовите нешто слики, постери, тапети, бои?
Па може нешто да пет не сака, боја, може нешто сивка, некоја дело Нешто зеленка, образ, така, да. али да не биде многу шар. Добре. Тоа поедноставно. Ни сликани, ништо? Сега за сега нема други жолки, понатака не Добре, знам. ајде, Не ќе знам, видиме. оставам на вас тоа. Океј, Вие ајде. смислите. И со него ќе се чуеме, ќе се видиме. Да. Ајде. И во ходникот да има еден убав голем плакар од десната страна и од дека пак за чевли така. Еден убав мал плакар. Помал и поголем, да. Добро. Тоа е тоа. Океј. Иванче, за доклучот и не се Фала. сомневам во твоето благодарам. дело и со нетрпение го очекувам. Ајде. Поздрав и убав ден. Фала. Чао, чао. Сите поголеми градежни активности во станот се завршени, значи плочки, подови, се е тоа поставено, избрано си е од Лидија уште во градба додека бил станот. Единствено што може да направиме е една корекција при влезот во ходникот за да обезбедиме повеќе простор за плакари. Бидејќи тоа е голем како ходник, меѓутоа нема место за плакари. Лидија прва е една многу светла личност и точно знаеше што сака во станот. Значи, сакам бела кујна, сакам син зид, сакам ова, сакам она, една маса интересна, некои лустери, вакви и такви. Значи, точно знаеше што сака да постигне од просторот. Еден проблем што таа го има е што фактички ова е ливниот стан во централно градско подрачје, а имаат голема куќа која што во моментот ја користат. И мислам дека најтешко ќе биде да се адаптира од голем простор во еден помал простор како што е овој. Па затоа, мојата задача ќе биде тоа да биде наполнето со целиот тој мебел што таа го сака, ама да се уште да биде комфорно, убаво и интересно, да ја биде попријатно преселувањето. Станот има околу 90 квадрати. Планови за дневната имаше неколку, зашто Лидија сакаше и двосет, и тросет, и фотели, па ги вртевме и на крајот го добивме ова решение, како најдобро од сите за неа. Ке се случи корекција околу преградата во кујната, имено ќе направиме простор за плакар во ходникот, кој иако голем немаше место за поголем плакар, а на Лидија секако и треба. Не еден, туку два. Кујната намалена, но сепак комотна и голема. А како мераклика за готвење, ќе направиме измени во инсталациите, за да може да содржи се што и треба и да е удобно за готвење. Сака да биде во кујна и да е свртена кон дневната, па затоа имаме голем шанк, а пред него трпезарија за која рече дека нејзиниот сопруг сака да ја изработи сам. Спалната на Лидија е планирана со максимум плакари и кревет. Жолта по нејзино барање е бојата за оваа соба како акцент и асоциација на сонцето, за разлика од дневната која е со акцент во тиркизна боја. И собата на момчето, која е по барање светло-сива, па од море и сонце остана уште плажата, со што оваа соба ќе ја крстиме песочна. Минимум функции, мала маса која треба да е натркала, гарнитурата која треба да ја ставиме исто натркала, комода натркала, се со цел тој да може да си ги шета овие парчиња по желба низ собата. Да работиме. Совршена удобност. Софа студио. Мојот свет. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо.
и даде енергија и ние го дизајниравме Егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка Егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Бидејќи е готов станот, акронци може и да земаат и мерки и да монтираат. Треба само да се договориме како се тоа да изгледа. Имаме 4 плакара во новиот стан, Мики беше на мерки и сега има една промена во спалната соба, реков наместо 180 како што првично ми беше планиран да стане тој плакар 130. На нив наводно им пречи да им биде залепен плакарот до кревет. Сега да видиме тој дали ќе претрпи некакви измени. Тука, колку што гледам на меркиве има две варијанти, веројатно оваа таа првата што Првата е 180, да, од твое барање. Го виделе споредот нели каков е, а ова е на 130. Само има претрпена промена, пошто има стварно разлика. Па сега разликата е таа, ако сакаат надкасна да имаат, заради Така. тоа се повлекуваме, Така, да не така. е залепен плакарот до креветот. Така да. Добрата работа е што имаат уште 2 плакара во ходникот. Да, ги има и тие, да, сега ги. Едниот дури мислевме дали воопшто да го правиме, заради тоа што има проблем со поминувањето. Малце се крупни, се големи се клиентите. И па вака два се има го овој кутник еден, овите Тоа е веројатно големиот. пробирањето, да. Па тука е во Тука овој може нешто да се смести тоа што испадна од спалната, па во овој дел. Да, има место. Има, да, има каде. А Другото ово треба да е само за чевли. Да, ова е двојката, да. Тоа е и по плиток тие. Така. 45 долари. Е, па добро, 120, мислам дека е таман за Да, да. за Ќе ги поминување, собере. таму има некаде околу 80 центи. Ама и мислам габаритно е окей, мислам дека за чивли ќе им заврши работа. Добро, има уште еден, тоа е детска Тоа е за гледам. детскиот. Да. Фин. Како за И едно вака. дете особено. Еве го и детската, еве овој да го видиш, ако е тоа само Таман. уште бои. Само е ворит. Да, со фиоките, еве со бесување. Доволна? Бои многу едноставна, Лидија сака бело, се бело. Убаво, супер. Така што ќе правиме бели плакари со огледала, Добро. ваму таму и со... А само бела мат или бела сјај? Бела сјај. Добро. Повеќе ми се допаѓа кога, например, кога немаме огледала, нели? Сјајната мене повеќе лично ми се допаѓа заради сјајот. Ќе забележам сега само и за около ти тој бел сакаш Бел. или? Бел. Добро, и тој бел. Убави се позициите, мислам дека скоро све има од претходно што. Океј. Да. Значи, монтажата еден ден, 2 дена, колку треба за 4 плакара? За монтажа па не еден ден, во принцип еден цел ден, ама нешто ситно ако им остане наредниот ден за многу кратко ќе довршат. Добро. Иначе би требало во еден ден да се готови. Океј. А изработката таа стандард минимум барем недела. Добро. Како што веќе реков, се селат од голема куќа во помал стан и од таму претпоставувате дека сите имаат многу гардероба, а и Лидија е таква корпулентна голема и сите во семејството се така големи, значи и гардеробата им е голема. Па желбата беше буквално до милиметар да се испланираат сите простори што може да се искористат за плакари. Имавме 4 плакари, големи плакари и акронци не ги направија. Синот доби максимален плакар, а Лидија одлучи нивниот да го намали со цел да не име клаустрофобична собата и истата да личи повеќе на спална отколку на гардеробер во кој сме вметнале кревет.
Собата веќе е обоена во жолто и ја повикав Билјана да направиме една шарка над зидот, за која Лидија ми имаше испратено слика од интернет каква да биде. Значи, тој шаблон вака треба да не изгледа, ама на големо. За да има ќошиња на кој што може да го залепиш и да го извадиш. За зидот зад креветот, Лидија посака една шара која што е така малце ретро. Ја има во поновите модели на килими. Мислев прво дека ќе најдам некој тапет, па излезе дека не можам да го најдам. Ја повикав Билјана да го нацртаме сето тоа на зидот. И кога почна да го црта и донесе некакви шаблони, и моливчиња, и боички, и се живо и диво. И девојката на вистина многу се изнамачи и јас 3 пати не вака, не онака и на крај решив, се премислив. Веројатноста дека ова на крај ќе изгледа убаво е голема, ама некако не ми се ризикуваше, заради тоа што рачниот цртеж е сепак непрецизен и во тоа е неговиот шарм, а за оваа шара јас сакав да биде многу прецизна. Мислев дека ќе можам да ја направам како стикер на зидот, но се намачив барајки бел самолеплив плиш, а се што најдов е темно црвен и црн. Затоа собата остана жолта. Ми текна дека Лидија всушност има желба да има жолт зид и мислам дека тоа во оваа соба која што е реално не многу голема ќе заврши работа. Без шарки. Реално во станот немаше многу работи за да се изработат. Како плочест мебел беше кујната и комодата. Кујната требаше да биде супер едноставна, супер минималистичка, цела бела, значи бели чела, мат медијапан, бела плотна, бел шанк, никакви дрвени детали, ништо слично. Таква беше и комодата. Иако ја изработивме по еден друг модел со стакло и тоа беше тоа, релативно брзо се намести. Чисто бела медијапанска кујна, направена да биде без рачки и во горната и во долната зона, со светло сива плотна. Една од најзанимливите работи во оваа кујна е аспираторот, кој е креиран од мене. Имавме проблем со позицијата на излезот, кој паѓа пред една греда, па ниту еден од каналите на аспираторите не можеше да ја прибере. Од таа причина тој што го набавив, го заменив со целосно вградлив. Се направи елемент, доволно длабок за да влезе и се скрие се што треба, вклучително и аспираторското црево, и на крај, за да изгледа како што треба, обложен е со инокс. А тоа ќе го видите на крај. Светилките сакаше да бидат исто бели, ама тој на трпезаријата да биде малку поразличен, значи да не е бел изгледа. Да се модерни, може би да удира тој на трпезаријата малку ретро да изгледа, па со таква некаква идеја и појдов во Манекс да бирам. Минатиот пат, кога биравме лустери, па ми кажа дека има нови изведби на кристалести некои, претпоставам дека се ова тоа. Да, ова се тие модели, значи за кои што зборавме минатиот пат. Значи ова не е исто нова програма, од него серијата. Како што гледате, значи со лекција, има повеќе димензии, форми. Значи, интересни се дека еден комплетен стан така да се опреми, значи цела колекција да биде метната. Интересни се дека бидејќи се со кристали, па уште по сјајно изгледа светлото. Да, убаво рефлектира. Да. Сепак, значи во новиот стан целата кујна е многу бела, станот е генерално светол бел, единствено некои парчиња мебел и по еден зид ќе се издвојуваат со боја. Па сакав и светилките да бидат такви, претежно бели, можеби некоја да биде метална. Значи, има комбинација, значи се направи, овие се претежно зидни, со лекце, како што видите, доста светлина дават, по 5, 6, 4. И овие нагоре надоле многу убави ефекти создаваат. Да, дури да е обичен зид, значи и естетски вака се убави, но и светлината убаво се распрскува, значи одбележи еден простор. Само за внатрешна употреба се овие? За внатрешна, да. За надвор имате други модели, да, предпоставувам. Знам дека сум видела слични вакви, ама за надвор. Да.
Ова се на его модели, така? Да, на игло се. Добра, хубаво. И ова може да го светиме? А, не, да го тука свети. Диспрезно надолу, како за трпезарија и тоа. Знаеш што ме прашуваат клиентите многу често? Како ќе ги смениме светилките ако ни прегорат? Викам, тоа ќе ти се случи валјда за 3 години, 4, не знам кога. Бидејќи се специфични, нели? Сега некои може да се нагрлца некако што можеш да го смениш, ама некои се внатре инсталирани. Значи ние стоиме за секој наш производ. Даваме значи гаранција година дена, но и по истекот на гаранцијата ние ги сервисираме значи сите наши производи. Така што има решение, значи и кај нас доста моштери значи се плашат да се одлучат за LED светилки, но тоа не е ништо комплицирано. Ние секогаш имаме резервни делови, трафоа, значи секогаш има начин да се среди да не се фрла лустерот. Што клиентите нели од тоа највеќе се плашат. Дека кога ќе им прегорат дека ќе треба цела нова светилка да купи, а всушност треба да ја донесе светилката претпоставувам. Ние ја сервисираме во рок од најмалку значи 2-3 дена. Тоа се средува и сите може да се свети. Може. Интересно е дека во консултација со Лидија, таа имаше чиста слика за лустерите, кои веќе ги имаше видено низ некои наши емисии. Овој како во една спална, тие во дневната како во една дневна. Моја работа беше сите дополнителни светилки да ги доизберам во согласност со овие барања и да се најде некој повпечатлив за трпезаријата. Во оваа емисија ќе ви покажеме нешто на вистина особено. Ги посетивме Кнауф во нивниот рудник на селенит, или народно кажано месечев камен. Светското чудо кое го имаме ние, тука во пазувите на Корабскиот масив. За потоа такав чудо невидени да продолжиме и во нивната врвна фабрика. Рудникот е апсолутно неверојатен, единствен во светот по сите карактеристики и е наша и гордост на Кнауф. Ваков вид на рудник каде се наоѓа гипсена руда во кристализирана форма има единствено уште во Мексико. Но тамошните услови се невозможни за посета, бидејќи температурата во тамошниот рудник е над 50 степени и е возможно да се влезе само со сад со кислород. Мексичкиот рудник нема ни приближно волку чиста руда како оваа, која се карактеризира со 99,99% чистота. Ова природно чудо се протега на неколку километри во Македонија и во Албанија. Рудата речиси воопшто не се користи, од проста причина што е толку скапоцена, што нема никаква смисла. И со оглед на големите количини алабастер кои се достапни од овие планини. Карактеристиките пак на овдешниот алабастер се исто толку врвни. На многу интерни надпревари кои Кнауф ги организира секоја година во своето седиште, а каде се презентираат производите што ги произведуваат фабриките ширум светот, нашите добиваат највисоки оценки за квалитет, издржливост, состав, доследност. Токму тој алабастер се ископува и во вид на карпест материјал се носи до фабриката Кнауф Радика. Твојот колега со таква пасија ни објасни кај се наоѓаме и навистина е многу впечатливо. Многу впечатливо како ова изгледа. Има што да се каже и да се покаже на лице. Да. Значи се наоѓаме во срцето на планината пред Девар, се наоѓаме некои 150-160 метри под главниот пат. Се работи за познатиот надалеко проучениот кристален рудник на гипс. Ова е раритет во светот, каде затоа што има
неограничени количини на кристален гипс. 99,99% чист гипс, што е и во целиот, да речем, минералошки свет реткост, толку чист минерал. Се наоѓаме во големи гипсени јами, кои што во текот на годината имаат константна влага и константна температура. Околу 14 степени температура и од 40 до 60% влага. Тоа е една вродена, да речам, убава аномалија на гипсот, да ја контролира влагата во просториите каде што постои. Кнауф, таа позитивна аномалија која што стално сакам да ја нарекувам, ја пресликува и во објектите каде што се употребени нашите материјали. Така да имаме во секоја просторија која што е опширена со наш материјал, дали е гипсен малтер, дали е гипсена плоча, секогаш ќе одржува константна влага од 40 до 60%. Кога има вишок ќе одземе, кога ќе има мање ќе ја врати. 40 до 60% значи влага, значи оптимално потење, оптимално зборување, оптимално дишење. Ако во една просторија има повеќе луѓе, никогаш нема да стане загушливо. Ако има премалку луѓе, никогаш нема да биде пресуво, па да не се суши грлото. Така да едноставно и тука е многу впечатливо и свежо и пријатно, иако сме внатре длабоко во пештера. На 15 јули и на 15 јануар од 13,5 до 14,5 степени. Така да гипсот е генерално кажано регулатор на микроклимата. Во рудников природно, во домовите на крајниот корисник преку кнауф. Кажи ми, овој материјал конкретно како кристал, зашто се користи? Дали се користи воопшто во процесот? Што после ќе го видиме? Ова е, реков, екстремно чист, да не речам совршено чист гипс, кој што е, да речеме, преважен, превреден за да влезе во гипсените материјали. Да не речеме дека е прекомплицирано неговото ископување. Ова е толку чист што се користи и се користел само во медицински сврхи. Значи дали е за пломби, дали е за лонгети, се што допира директно човечка кожа. Така да генерално нашите гипсени материјали се произведуваат од алабастер гипс, кој што ги има исто така во околината на Дебар и кој што е со чистина 85-90 до 95%. Рефик ми покажа една кристализирана вода, која што ми каже дека има исклучителни способности за лечење на било какви кожни проблеми. Гипсот ја има истата pH вредност како здрава човекова кожа. Значи, со тоа што кожата во различни периоди на животот може да стане покисела или побазна, и во тие периоди се појавуваат проблеми со кожата. Тоа е скрамата која што се фаќа на водата е растворен гипс или калциум сулфат со 2 молекули на вода. Калциум сулфат е скрамата. Така да тоа здравје кое што доаѓа од тој гипс се провлекува не само кај гипсените производи, значи ако тоа лечи кожни болести или кожни промени, можеме внатрешни домашни услови да споредиме со било кој друг материјал кој што влегува во домот. Цемент, знаеме што се случува со рака, како е добре цемент. Како се суши, како гори. Така да тоа здравје кое што го нуди гипсот не се користи само во градежништвото, во градежништвото е адут на кнауф, како здравје на производите на кнауф, тоа се користи и во козметиката. Гипсот како адитив се користи и во шампони кои што регулираат pH вредност на кожа. Да не спомнам шампони такви, значи се работи едноставно за материјал кој што совршено регулира здравјето на кожата. Балансот, фактички pH балансот на човекот. Ние го користиме како малтер или како гипсена плоча, со нив подобруваме звучна изолација, термичка изолација, естетика на објекти, а джокерот кој што кнауф го користи кај гипсените материјали е тоа здравје кое што е во денешни услови од непроценлива вредност. Апсолутно. Стресот надвор познаваат како материјал дека може да придонесе фактички кон нивното здравје заради тоа што го гледаш ти како материјал градажен, а го гледаш како здрав материјал. Свесно го забораваат, меѓутоа подсвесно го осеќаат. Човек кој што живее во услови на гипсен простор, многу побаво се чувствува од простор кој што живее во простор ограден со друг неприроден материјал. Добро дојдовте во Дебар. Благодарам. Во познатата и во кнауф групацијата фабрика Кнауф Радика. Една од 200 фабрики на кнауф, оваа специализирана за гипсени материјали. Така да од оваа фабрика скоро целиот Балкан се снабдува со гипсени материјали или гипсени плочи, гипсени малтери, гипсени гледмаси, во време и полимерни гледмаси. Самонивелирачки подни системи на база на гипс и алфа гипс и генерално се што пазарот бара.
Целокупниот процес во фабриката е деловна тајна, па поради тоа, се што ние видовме, остана за нас. Она што може да го кажеме дека мојата фасцинираност од ова производство, капацитетите и квалитетот е огромна. Фабриката практично ги снабдува со гипскартонски плочи и прашкаст материјал сите балкански држави. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Никој пат не сум направила овака, да пуштам некој да си поживее во станот, па јас да дојдам да видам како ти е. И сега кажи ми како е. На готово. Јас кај тебе на готово. Сега си во мојата дома, одајде дома. Моја и твоја дома. Да, баш. Има многу убаво чувството. Така? Прво се е ново, се е како што сакав, бело, нежно, мои бои одбрани. Добро, сега имаме и некои не толку нежни бои, ама мислам дека баш добро, пак се амбиентални дискретни. Да. Пак се дискретни, смирувачки и мислам дека баш сите оние различности што ги имавме јас и сопругот во вкусовите, па ти успеа сето тоа да го стопиш и да го уклопиш, да, како што и ние се уклопуваме цел живот. Да. Така да затоа си, нели, негов избор беше ваква маса, мој избор се столиците и слични такви комбинации на бои свели, тоа е, мислам дека уште потешка задача имаше со нас. Да, апсолутно, Затоа што на дадена тема. Светилки, Да. ти какви може. Он, не тие други. Масичка ваква, не клупа, не столици. Да, ама различностите се Ама на крај спојуваат се убаво спојуваат, и да. така, и убаво испадна се. Убавината е, мене ми беше тешко да се свикнам од куќа, нели, во стан промената на живење, меѓутоа кога се ново и така славно и пријатно, човек лесно се навикнува на тоа што е, нели, убаво. Убавината е локацијата овдека, близко е, нели, се и парк и центар, така да проблем беше што не ми се излегуваше од дома на почеток. Тоа беше проблем, толку ми беше убаво дома што не ми се излегуваше. И така. И сега излегуваш ли веќе? Сега веќе може готово. Веќе се адаптираме колку толку излегуваме, поготово и сега со пролета е веќе убаво да се прошете и поред парки, до центари, на кафенце, дека. Гледам си додаде некои работи, некои уште ни фалат. Така, фалат некои ситници уште така. Сликите што рекавме дека ќе ги ставите. Сликите никако да се стават, али ќе бидат наскоро сега сигурно. Имаш нешто? Имам. Што е план? Одбрано, да. Супер. Имам одбрано веќе така некои слики. Ќе биде море? Обавезно, море, сонце, топло нешто. Да. Така, и фалат уште некои ситници што да се дотедат, меѓутоа сакам да не погрешам внимателно, нели, полека и полека со за консултација нема проблем. Така. Вие двајцата да се договорите прво, после Тоа е најтешкото и така. Кај синот гледам дека си направил нов распоред, нели оти се му ставивме на тркало? Па така и беше желбата негова, да он си менува, сака на една страна еднаш кабирото по потреба со другарчиња, му служи така модичка као масичка, која ќе дојдат. Да. Супер. Убав е просторот, да. Секој својот дел си го адаптира и си го ужива. Да, ние му ставивме поголемата, нели, просторија за него, а помалата спалната за нас, така да, пошто, нели, друштво од млади, нека си имаат поголем простор. Апсолутно. Добро, баш ми е драго дека ти е и убаво. Мене ми е драго, многу сум благодарна на вас. Добро, фала ти. Фала и на вас од срце.
Во вака лежерна атмосфера која Лидија ја создава со својата позитивна енергија, ви го покажуваме и овој наш стан. И ете, било интересно и да видиме како луѓето ги живеат нашите простори по нивното изненадување. Па би рекла дека дури и без слики од стилизирани школки над зидот од трпезаријата, морето е се уште присутно во дневната, сонцето во спалната и плажата во детската. Значи сме направиле стан за потполно уживање на семејството, со идеја да се чувствуваат како да се секој ден во својот прекрасен апартман на море. Само низ тераса да не гледаат, таму се уште се во Скопје. Уживајте и вие, се гледаме следната недела во исто време. Во Ајде дома градиме со Кнауф.